Pelagonija nekogaš, во така наречениот Неоген, била големо езеро. Преку Скочевирската клисура, која се наоѓа во Битолскиот дел, и преку Мариово, водата истекла кон Тиквешијата, односно кон Егејското море. Патот на истекот е патот на Црна река, реката која знаела да биде дарешлива, но и да казнува. Казните секако биле почести, па народот неслучајно и го дал тоа име. Се до пред 2 децении, на големи површини каде што сега се плодни ораници, царуваа мочуриштата. Повлекувањето на водата ослободи почви кои даваат богата родност и се лесни за обработка. Она што била битола во минатото за централна Пелагонија, тоа бил прилеп за северниот дел. И покрај тоа што прилеп се наоѓа релативно далеко од стратегискиот пат Вија Егнација, интересот да се доминира и со тој дел на Пелагонија не бил мал. Всушност, и прилеп има извонредно стратегиско значење. Одовде се отвораат патиштата кон Тиквешијата, кон Титовелес, кон Кичевско, Демирхисарско и Река. Најстари траги на животот на човекот потекнуваат од неолитот во Пелагонија. Таа епоха траела од 5000 до 2600 година пред новата ера. Меѓу позначајните локалитети секако е Пештерица која се наоѓа на околу 7 километри од прилеп од десниот брег на Ореовечката река. При повлекувањето на Вештачкото езеро што овде е подигнато, односно по искористувањето на неговите води за наводнување на тутунот, локалитетот Пештерица може да се забележи. Кога езерото е полно, тој е подвода. Овде е пронајдена населба од еден слој. Биле пронајдени земјеници, кои всушност биле стамбени објекти. Пронајдена и керамика изработена со дебели ѕидови. Скоро на самиот брег на Вештачкото езеро кај Пештерица пронајдена една вила рустика од римскиот период. Тука има исто така една каптажа која служела во римскиот период, но која и денеска снабдува добар дел од прилеп со вода за пиење. Овде се најдени предмети од младото железно доба. Има остатоци од културата на келтите, на пелагонците, на деуропитите. Всушност, по името на племето Пелагонци, и рамнината го добила своето име, но не може со сигурност да се каже потеклото на племето Пелагонци. Населба од доцниот неолит е откриена и во самиот прилеп. Тука, на улицата Душко Наумовски број 12, локалитетот е откриен случајно и тоа од археологот Благој Китановски, кој токму овде добил локација за изградба на собствена куќа. Локалитетов Аличеј на кој што се најдуваме сега, сосема случајно откриен 1968 година. Плацеви за новава населба 65-та се изградени, кога јас отпочнав и со градбата на мојата станбена зграда. Но бидејќи со темелите слего само до метар длабочина, културниот слој не го открив. Именно тој го открив при копањето на септичката јама, каде што и сега се најдувам. Културниот слој отпочнува негде после метар и 20 и оди до метар и 70, односно неговата дебелина изнесува полојна метар. Тоа е еднослојна населба, баш на ова место во оваа сонда се откриени остатоци од станбена зграда, надземна, четвртеста, правена од плетер, обичен, премачкан со кал. Оваа зграда страдала во пожар. Од подвижниот материјал карактеристична е керамиката, разни облици на садови, засега единствени во Пелагонија, што представуваат и нова култура од касниот неолит. Се разбира дека предстојат и натамошни истражувања за да и се најди точното место на таа култура.
Кога станува збор за историското минато на овој дел на Пелагонија, посебно внимание привлекуваат марковите кули кои гордо се издигнуваат меѓу грамадните стени. Марковите кули всушност биле некогашен град тврдина, кој имал доминантен поглед над Прилепско поле. Стратезите за одбрана на населбата ја изградиле со високи ѕидови од сите страни, а се труделе до максимум да ги обезбедат влезовите и да не дозволат продирање на евентуалниот непријател. На највисокиот дел од градот се наоѓа и најутврдениот дел на Прилеп наречен Горен град. Под него, на градските тераси, се издигале куќи, цркви, како и други објекти. Меѓу овие ѕидови има многу тајни. Најзагонетна е најстарата историја на градот. Како зрел феудален град, Прилеп израснува некаде во 10. век, кога станува значаен воен пункт за поширок дел на Пелагонија. По подмолното убиство на Гаврил Радомир во 1015 година, Пелагонија е зафатена од војни и грабежи. Но борбите за слобода од страна на обесправеното словенско население не престанувале. Во 1334 година, српскиот владетел Душан го завзел Прилеп, а тука, според одредени историски податоци, престојувал неколку пати. Нешто подоцна, во 1366 година, Волкашин се прогласил за крал на една територија што се протегала од Призрен до Костур. По загинувањето на Волкашин и на брат му Углеша во борбите против турците, со Прилеп и некои делови од југозападна Македонија управувал Марко Крале. Без сомнение, тоа е една од најопеаните личности на нашите народи од тоа време. Народот го овековечил, величајќи неговата јунаштина, способност, храброст, слободолюбивост, праведност. Историски Марко Крале имал функција на турски вазал. Името на Прилеп првпат се среќава во византијски извори. Тоа првпат се споменува во хрониката на Јован Скилица. Се предпоставува дека името потекнува од крајот на 11. век. Се исклучува можноста тоа име да било употребувано пред доаѓањето на словените во овие краишта. Во потврда на ова се споменува дека треба да се имаат предвид имињата на селото Прилеп во Метохија и на градот Прилеп, кој е забележан во средновековната босанска жупа Бистрица. Се предпоставува дека името Прилеп му го дале словените, зашто населбата била прилепена на извесен начин до градската тврдина, која е создадена уште во 2. век од нашата ера. Некогашниот средновековен Прилеп всушност тоа се Марковите кули. Селото Варош пак води потекло од некогашниот прилепски подград. Во 12. век па и подоцна се изградени повеќе црквени објекти. Најстари цркви се Свети Никола, Свети Димитрија, како и манастирот Свети Архангел Михаил. Во овој манастир е направен еден од најстарите кирилични надписи во Македонија. Импресионира богатството на фреските. Интересно е да се спомене дека веќе во 12. и 13. век се забележува забрана на текстовите на ѕидовите да бидат пишувани на старославјански, туку да се пишуваат на грчки. Во манастирот Свети Архангел Михаил всушност се наоѓаат и најстарите сликарски фрагменти. Тоа се овие живописни фрески, оштетени со доградување на манастирот и неговото адаптирање за црковни цели. Во црквата Свети Никола, која моментално се реконструира, односно каде се изведуваат стручни работи, вредна фреска е Предаството на Јуда од 1298 година.
I deneskavo Prilep ima mnogo ostatoci od minatota, особено od времето на турците. Srednovekoven Prilep, na primjer, imal 77 crkvi i manastiri. Ovdje vo centarot na gradot ima jedan star gradski zid okružen so parkovi i zelenilo. Poteknu od 15. vek, a to je delot nekogašen An. Tuka najčesto nokjevale dubrovnički trgovci so tutun, vosok i drugo. Jedan od simbolite na gradot je i saat kulata. I ovaj objekt govori za neobičniji duh na Prilepčanite. Ovdje je napišana so arapski jedna mudrast. Čoveku, ne raduvaj se na moje to očekuvanje, zašto so seko je moje očekuvanje, ti se skratuva životot. Vo tursko vreme nadaleku bile pročujeni prilepskite panagjuri koji po tradicija se održuvale na praznik od Mala Bogorodica i trajele od 15 do 20 dena. Panagjurite prestanali da se održuvat v 1876. godina. Na njih sega podsetuvat samo sabotito, odnosno pazarnite denovi vo Prilep. Koga konkrajot ne minati od veke vrejite koji živejele vo Prilep počnale ekonomski da zajaknuvat, Prilepčani se poslužile so mudrost. Napravile pazarnite denovi da bidat vo sabota, a ne vo petog. So to im je odzele rabotata na evrejite koji vo sabotite ne rabotat. Gradot rastel i opajal vo zavisnost od uslovite. Vo 17. vek Prilep se opišuva kako bogat grad so 10 mala, 1000 kući i čaršije so 200 dutjani. Ona što je posebna karakteristika na Pelagonija v ovoj region, to je tutunot. Zato ja posjetiv me postojanata izložba na tutun v ovoj grad. Na 13. oktombri 1492. godina Hristifor Kolumbo zabeležal vo svoj dnevnik deka pušenje to predstavuva magičan obret na indijancite, pa od Evropjanite prvgo probal tutunovio čat. V 1559. godina francuski ambasador Jean Nicot je osjetil magičnost na tutunot prenesen vo 16. vek od strana na Špancite i Portugalcite, pa go donesol na francuski dvorec. Na francuskata kraljica Katarina Medici to i podaril tutun vo forma na burmut, so cel da se leči od migrena. Vo čest na ovoj potekne Jean Nicot, botaničarite na tutunot mu go dale ime to nikotin. Na balkanski poluostrov tutunot je prenesen od Dženova i Venecija. Seres i Prilep, ušte vo tek od 1571. godina se spomenuvat kako tutunski regioni. Konsumiranje to na tutunot brzo se proširuvalo, i to ne samo so pušenje, tuku i so džvakanje i šmrkanje. Mnogo eksponati vo muzeju podsjetuvat na to. To je bila inspiracija duri za umetničko tvoreštvo, vo poezijata, vo slikarstvo to i takanatamu. Najstarata zgrada, koja je služila kako sklad za tutunot od 1873. godina, sopstvenost jedna tursko-francuska firma, i deneska stoji vo dvorot na tutunski od kombinat. Vo 1925. godina proizvodstvo to na tutun vo Prilep i Prilepsko iznesuva 1500 toni. Deneska vo Prilep i Prilepsko so tutun se zanimavaat 13.000 tutunoproizvoditelji, a godišno to proizvodstvo iznesuva 7 milioni kilogrami. Najgolem delo tutunot se prerabotuva vo sopstvenata fabrika. Gradot raspolaga so najsovremena fabrika za cigari vo Jugoslavija, koja so svojto proizvodstvo često je prisutna i na stranski od pazar. Tutunoproizvodstvo to za mnogumina je veke profesija. Od nego ljudje to od ovoj kraj ostvaruvat značajni prihodi.
Секоја година Тутунски комбинат од Прилеп организира такмичење за најдобри производители на тутун. Миналата година јас како млад производител се пријавив за тоа такмичење. И доспеав меѓу многуте пријавени, зедов и трета награда, машина за шиење тутун и по една значка, тоа е исто така. Постигнав, имав засадено негде околу 5 декари. Од тие 5 декари извадов 970 килограми. Тоа беше Дончо Илиевски од селото Тополчани. Вонредниот интерес за производство на луѓето од овој крај го истакна и Борис Карабелевски од истото село. Покрај климата и почвата, одличниот квалитет се постигнува и со долгогодишната традиција во одгледувањето. Во близина на селото Тополчани постои археолошки локалитет Чука. Тоа е преисториска населба, што укажува на тоа дека овде во близина на Црна река, која е граница меѓу Битолско и Прилепско поле, од секогаш било убаво за живење. Во 1931 година селото Тополчани имало 695 куќи и 4520 жители. Денеска тоа е помало. Има 180 домаќинства и 900 жители. Модерниот живот, можноста земјата да се обработува квалитетно со трактори, ја истиснува работната рака, па луѓето мигрираат, одат во поразвиените градски средини, главно во Прилеп. Селото Тополчани сега има се што бара една современа населба, училиште, пошта, амбуланта, ветеринарска станица, неколку продавници. Овде работи Универзитетот Мирча Ацев, кој има мощна богата библиотека. Но Универзитетот развил посебна активност и на планот на одгледувањето на изворниот фолклор. Во текот на мај секоја година овде се одржува општинската манифестација Највесело село со учество на фолклорни групи од Прилепскиот крај. При посетата на Тополчани, жителите покажаа иницијатива и подготвија посебна програма. Настапија со најкарактеристичните моменти од свадбениот обичај во селото. Борис, лико да сиди све курвака да не плати на ору. Како така е, бако? Ова да плати. Чуј, нема да види, него да стари. Како прави, како така? Дај дојте, дојте, да не видиш шапар има. Браво, со нечато, многу. Домаќи.
Bravo, Kume! Počna! Likot na Pelagonija во Прилепски оддел откорен je izmenet во последниве 20 години. Тоа го возможи одводнувањето на ова богато поле и регулацијата на Црна река и незините притоки. Земјоделството е интегрирано во единствен земјоделско-индустријски комбинат. На површините на комбинатот се добиваат високи приноси, особено кај пченицата. Оваа година, на пример, на една површина е остварен принос од 10.000 килограми пченица на хектар. Механизацијата овозможува современа обработка, а обработката високи приноси. Комбинатот го развива краварството, овчарството и другите дејности. И во Кривогаштани, кој се наоѓа во подножјето на Крушево, од другата страна на Пелагонија, многу нешто изменето во последниве години. Овде разговаравме со председателот на местната заедница Дончо Станчевски. Кривогаштани е населба со над 500 домаќинства со околу 3000 жители. Карактеристично за Кривогаштани како населбаш е тоа што миграцијата, за разлика од други подрачја, е смалена, односно е помалку народ, односно помалку жители од Кривогаштани се иселуваат од населбата, а тоа се должи на тоа што населбата е лоцирана во таква местоположба, која што условува близината до град Прилеп, комуникацијата, постоењето во населбата на основната организација на Здружен труд Слога Кривогаштани, потоа постоењето на осмогодишното училиште, доволен број на продавници, како и напорите на местната заедница да се улиците во населбата асфалтираат, да се прошири електричната мрежа, узвучувањето на населбата, кое сето допринесува да еден понормален, поудобен живот во населбата. Ова е патот за Мариово. Патот што го градат младинските работни бригади. Тоа е пат кој отвара светли перспективи не само за пелагониските села, покрај кој минува, туку и за Прилепскиот дел на Мариово. Тоа е пат кој ќе овозможи побрза експлоатација на богатите наоѓалишта на неметали, на шумите, но и пат кој ќе го врати животот во овој крај, кој ќе ја спречи миграцијата. Покрај тутунот Прилеп е познат и по нешто друго. Тоа е мермерот. Стоби, Хераклеја и други населби од античкиот период градени се со мермерот прилепско. Најпознат е сивец, кој по својот квалитет му конкурира на Карара од Италија. Всушност ова е најпознат бел мермер во Европа. Големи блокови патуваат на сите страни, како во западните, така и во источноевропските земји. Овој мермер го купуваат и самите италијани. Има вонредна примена во градежништвото, а е добар и за уметничко обликување. Годишно се експлоатира по 5500 кубни метри блокови. И покрај тоа што сивецот е користен со векови, има големи резерви. Организацијата за експлоатација на мермерот е формирана во 1950 година, а денеска таа е веќе мермерен комбинат. И покрај тоа што се работи за вонреден квалитет на мермер, еден податок посебно ни беше интересен. Имено, за да може да се искористи блок од 3 кубни метра мермер, би требало да се исфрлат 100 кубни метра отпадок. Прилепскиот мермер го краси и самиот град. На иницијатива на Центарот за современа ликовна уметност овде се одржуваат неколку значајни манифестации. На предлог на ликовните уметници на Југославија, Прилеп е прогласен за град на ликовните уметници, а ова прогласување е потврдено и од страна на УНЕСКО. Голем број познати имиња, како што се Колет, Паразио, Иткин од Соединетите Американски држави, Вили Боси од Италија, Жиро Сугавара од Јапонија, Доминик Лабови од Франција, Левон
Tokmadžijan od Sovjetski od Sojus, kako i site makedonski i jugoslovenski skulptori gostuvale vo Prilep i ostavile ponekoje svoje ostvaruvanje. Центарот за современа ликовна уметност при Народниот музеј во Прилеп е формиран пред 20 години. Тој денес опфаќа 5 ликовни манифестации. Најстарата ликовна манифестација, Интернационалната сликарска колонија, е формирана 1957 година. Од незиното формирање до денес на неја учествувале негде повеќе од 160 сликари од земјата и странство, кои оствариле преку 220 слики во најразлични техники. Во незината работа од 1970 година учествува и по еден журналист или историчар на уметност која прати работата на колонијата. Учесниците на колонијата се сместени во конакот од манастирот Свети Архангел Михаил. Колонијата традиционално започнува на 1 август и трае 21 ден. Учесниците кои што доаѓаат на колонијата се обавезни да на истата остават најмалку по едно нејзино дело. Слободата на уметничкиот израз како да сака на символичен начин да ја представи вековната борба на народот од овој крај за сопствена слобода. А мермерот, под дејството на уметничката рака, знае мощно импресивно да ја прикаже таа борба. Овде, на могилата на непобедените, тоа најдобро се чувствува. Се чувствува тоа и во алејата на непобедените. Зборуваат спомените за многу настани. Прилеп имаше развиено комунистичко и синдикално движење меѓу двете светски војни. Слободарскиот дух особено беше разгорен по фашистичката окупација. 11. октомври, полицискиот учесток, првиот истрел, пат кон слободата, пат полеан со крвави борби, пат кој овозможи остварување на вековните идеали. Живее сето тоа во Прилеп. Живее во спомениците, во напишаните текстови, но најмногу во самите луѓе. Во годините по ослободувањето прилепчани направија нивниот град да биде гордост на Пелагонија. Од нешто поразвиена Паланка, веднаш по ослободувањето, денес Прилеп има преку 60.000 жители. Во стопанските и нестопанските дејности се вработени 18.000 лица. Прилеп има економски факултет, 10 училишта од втор степен и 24 основни училишта. Тоа е град на младоста, град на ученици и студенти. Некогашниот град на монополците денес го краси вонредно развиен тутунски комбинат, институт за тутун со европска и светска репутација. Тука се и голем број индустријски капацитети, меѓу кои најголемиот дрвно-индустријскиот комбинат Црнбор, фабриката Микрон, фабриката Партизан и други. Прилеп, тоа е развиен економски и културен центар во Македонија, центар кој своето минато, својата сегашност и својата иднина цврсто ја има врзано за плодната Пелагонија.